За прв пат оваа година во општина Киселаво да се одржа манифестацијата избор на спортист за 2025 година. Мојата денешна соговорничка е Катерина Ацевска, која што ја доби наградата, односно признанието за спортист на годината за 2025 во женска категорија. Катерина Ацевска имено е дел од македонската репрезентација во дисциплината џиу-џица. Со Ацевска ќе поразговараме за признанието, колку тоа и значи неа денес, колку ја мотивира за сето она кое што ја одбележа изминатата 2025 година за неа и што е следно на незината агенда. Катерина, ти благодарам што си дел од утринската програма на телевизија Алфа. Неодамна го добиваш признанието спортист на годината во општина Киселаво за 2025 година, па што представува ова признание за тебе? Пред се чест што сум номинирана. Друго, спортот го представувам, така не секој знае за нашиот спорт. Друго е кога ќе се спомне Катерина Ацевска џиу-џица. Не ми е толку јас колку моето име што е, многу ми е битно што спортот ми е представен баш како многу чест е да бидам спортист на годината. Верувам и да ја представуваш и општината, и градот, секако и Македонија, и во самото обраќање истакнуваш да живее Македонија, оној говор кој што го одбележа и твоето појавување таму. Колку ти значи наградата и колку ете општината како твоја матична општина застанува позади младите спортисти и ги мотивира да продолжат понатаму? Како што кажа, да живее Македонија, секогаш е чест да се вее македонското знаме. Како да кажам, да живее Македонија ми е, баш сум онака патриот, си ја сакам државата, да се слуша химната секогаш е онака, баш ми се исполнува душата. Да живее Македонија одекна и во Банкок, имено изминатата година го освојуваш бронзениот медал на светското првенство кое што се одржа во Банкок. Што за тебе значи бронзата и како го доживуваш светското првенство таму и кои ти се ете можеби позначајните награди кои што ја одбележуваат 2025 година за тебе? 2025 година може да биде значајна по тоа што сум балкански шампион, двократен. Следна иста така битна медала беше во Париз на Гранд При, земав исто така бронзен медал. Тајланд беше едно скроз поинако искуство, илјадници километри далеку, аклиматизација неколку дена порано. Тајланд беше тежок турнир. Баш ми е мило што се изборев со тие противнички, со светски сили, Германија, Тајланд. Очекував медала. Таму очекував. Париз искрено беше изненадување за мене што освоив медала, меѓутоа Банкок спремни бевме, одевме на медала. Има ли Катерина Ацевска конкуренција овде во Македонија, на кое ниво е овде џиу-џицата како дисциплина? Се појавуваш и како млад тренер, имаш и своји, ете така ќе кажеме, ученици, па каква е ситуацијата со оваа дисциплина, односно што би сакала ти да дознаат ете и гледачите и граѓаните за оваа дисциплина, нешто кое што ете можеби не го знаат? Секој спорт како и мојот носи дисциплина, храброст, едно воспитување, да кажеме, што со спортот многу полесно се истакнува. Јас им препорачувам на сите, не мора да е мојот спорт, нека е било кој спорт, нека тренираат, нека се тргнат од компјутерите, нека одат на улица, нека се извалкаат малку со кал, нека го живеат животот надвор, да не биде све пред компјутери. Не мора да е мојот спорт. Боречките вештини носат за мене лично храброст. Храбар си, ти дава само доверба, знаеш дека не дај Боже да дојде напад на улица, знаеш да се одбраниш. Тоа им го препорачувам на девојчињата највише, затоа што девојчињата тие сме. Нека вежбаат, ќе им даде една самодоверба, ќе знае дека никој не смее да се закача со нив. Има ли ете заинтересирано конкретно девојчиња кои што ете сакаат да се занимаваат со оваа дисциплина, знаејќи дека ова е боречка вештина? Што покажуваат искуствата? Од родителите зависи како они ќе го видат спортот, дали ќе го видат како
како тоа е машки спорт. За мене не постои машки и женски спорт. Во мојот клуб не се повеќе машки, варираат машки и женски, тука се некаде можда 50-50 од прилика. Така да не знам, ниту еден спорт јас не го гледам како машки или женски. Каде се пронаоѓаш, таму биди успешен, таму гази, таму. Кој ја пренесува љубовта кон џиу-џицата на Катерина Ацевска? Јас го знам одговорот на ова прашање, меѓутоа ете тука ќе го искористиме ова да го поздравиме твојот татко, познат спортист, тоа ќе го оставам. Александар Ацевски, така е, он ми е и тренер, он ми е и татко. Поддршка најголема покрај фамилијата, покрај пријателите. Он е тој што се грижи јас секогаш да бидам спремна, психички, физички, така да него му голем поздрав до него. Катерина, спомена да бидам секогаш спремна и физички и психички. Колку оваа спортска дисциплина го бара на вистина тоа од вас секогаш да сте спремни како физички, така и психички, и колку слободното време е пожртвувано, односно колку се макотрпни, така ќе ги кажеме, и предизвикувачки тренинзите кои што се случуваат, знаеме, постојано тренирате, морате да бидете спремни, поготово за вас како нели луѓе кои што се спремаат за надпревари. Во изминатата година имаше навистина многу надпревари, многу награди, па колку сето тоа е предизвик за млада девојка? Ние спортистите за жал мора да се откажеме од некои работи. Не да се откажеме, туку да ги намалиме. Викенд е за излегување, за млади. За мене викенд представува турнир или тренинг камп, за некого представува излегување. Или, ако не сум на турнир, јас одмарам. Ако не тренирам, пример, не да Боже да се разболам една недела, јас спаѓам кондицијски, што значи морам да бидам спремна. Ние турнирите ги знаеме 2 години унапред, кој датум и на кое место ќе се одржува, што значи јас морам да бидам во кондиција, морам да бидам цело време спремна. Тренирам 2 пати дневно, еднашка на сабајле, еднашка на вечер. Ако не знам, ако малку направам пауза, одма се осеќа разлика. Не смеам да си дозволам да направам пауза. Правам пауза, не викам не, нормално секој спортист му треба одмор, меѓутоа пак има некое движење, има некоја активност. Така, ќе се сложиме дека тоа е една континуирана работа и тренинг. Катерина, оваа година беше номинирана и за спортистка на годината на државно ниво чина. Значи ли тоа дека навистина 2025 година ја одбележа успешни твои настапи? Што ќе издвоиме како дел од поважните, можеби, и настапи, првенства, надпревари? Државен првак сум на Македонија, неколку, уназад години поред. Меѓународните турнири никогаш не представувале проблем за мене. Не секогаш на одредени турнири имам и пехари за најдобар женски борец, сениор. Балканското првенство, Европското првенство, Париз, Гранд При и најзначајното Тајланд, Банкок, светско првенство, 3-то место. Мислам дека со тоа ја направивме 2025-та, мислам, најдобра година до сега. Со тоа што бев номинирана за Македонија, иако не бев победник, јас бев победник со самото тоа што бев меѓу првите 5, тие топ 5. За мене тоа е доволен успех. Колку државата ги препознава младите спортски таленти, надежи и младите успешни спортски имења, еве тргнувајќи и говорејќи од себе? Моментално можам да кажам Министерство за спорт имаме голема поддршка од нив. Мислам дека и да не беа они, можеби јас немаше да стигнам каде што сум сега. Имаме поддршка, фала му на Бога. Што ќе им порачаме на сите оние млади дечиња и најмлади ученици под твое менторство кои што сакаат да се занимаваат и да изучуваат оваа спортска дисциплина, при запишувањето можеби се отворени и нови курсеви за џиу-џица, да напоменеме? Бидете храбри, да бидат полни со самодоверба, полни со енергија, да се тргнат од компјутерите, како што кажав, нека излезат надвор, извалкајте се вокал, нема ништо да ви биде. Спортувајте, пробувајте различни спортови, не знаете патот каде ќе ве однесе еден ден.
Кате, што е следно на твојата агенда, односно што да очекуваме за оваа 2026 година, може би некој позначаен надпревар или првенство? Како и секоја година, балканско првенство, европско првенство и светско првенство. Сепак светското е на врвот, ќе се одржи во октомври во Рим, а сега набрзо имаме меѓународен турнир и државното првенство во март. Останатите све се во текот на годината. Телевизија Алфа ќе ги следи постојано твоите успеси, секогаш ќе биде медиумски покровител токму на вакви млади спортски надежни имиња. Ти благодарам за овој разговор. Благодарам на вас. Катерина Ацевска избрана за спортистка на годината во општина Киселавата за 2025 година и номинирана за спортистка на годината на државно ниво. Член на репрезентацијата џиу-џица во Македонија и едно спортско име за кое што светот допрва ќе дознае.